Почитувани, се почесто сме соочени со непринципилни напади врз институциите на Република Македонија. Нападите се политички мотивирани, во зависност од тоа дали и одговараат на одредени одлуки на една политичка гарнитура или не, така и одат атаците према истите овие институции. Видовме дека високи партиски функционери изјавуваат дека не ги признаваат судовите, не го признаваат обвинителството, одат дотаму што не покажуваат почитување ниту на највисоките судски инстанции, како вклучувајќи го и Врховниот суд и Уставниот суд на Република Македонија. Она што е за гром битно е да кажеме дека институциите не смеат да работат под притисок, посебно не под политички притисок, под било каков превес. Секој мора да сноси одговорност за работата својата работа што ја работи и да одговара пред повисоките од него. Гром сака да покаже дека огромен број од граѓанството во Република Македонија си ја сака државата, ги почитуваат собствените институции, зашто тие се наши и се создадени да им служат на нив, токму на граѓаните на Република Македонија, и ако нема институции, тоа значи дека нема и да имаме ниту држава. Во рамките на ова, граѓанската опција за Македонија, под водство на градската организација на нашата партија, сака утре да организира одреден настан. За настанот ќе ми информира председателот на градската организација, господинот Александар Трајановски. Благодарам. Нема посрамен чин од нападот суверенитетот на една држава, особено ако доаѓа однатре. Постојаниот атак и дискредитет на нашите државни институции представува сериозен преседан во нашето општество. Некој сериозно се обидува државата да ја донесе во тотален хаос и анархија. Непочитувањето на државните институции е непочитување на нашата држава. Поради овие причини ги повикувам сите граѓани на Република Македонија кои навистина се загрижени за еднината и просперитетот на нашата држава, утре во 18 часот да дојдат на мирен собир пред платото кај Агенцијата за електронски комуникации и обвинителството и да ја дадат поддршката на државните институции и нивната работа. Благодарам. Дали имате прашања? Знаеш ли дека утре е закажан протест пред Уставниот суд, истото време кога го најавувате и вие ова? Значи ли ова контрапротест? Не, ова не е контрапротест, ние не сме против, туку сме за. За поддршка и функционирањето на институциите и за нивно ослободување од било какви стеги и да се обезбеди да никој во оваа држава не работи под притисок, туку да работи по сопствено убедување и по словото на законот. Значи, ние не сме против, туку сме за. Една тема која што беше актуелна деновиве, велите дека поседувате писмен доказ за обзнаната дека Зоран Заев барал подкуп од вас. Може ли тоа лично да стане достапно за јавноста и јавноста да го види? И дали го имате пријавено случајот? Тоа треба да се заинтересираат други институции во државата, а она што е интересно, значи ниту Зоран Заев, ниту Петар Шилегов, работите што јас ги кажувам не ги демонтираат, тоа јасно покажува дека тие луѓе воопшто не можат ни да се сетат на кого се му побарале мито и каде се оставиле докази, ливчења и останати работи, и од тие причина и не демонтираат. Дали е тоа точно или не е точно. Затоа сметам дека со тие работи треба да се занимаваат други институции кои што се битни за да го гонат криминалот во Република Македонија. Но дали би можело, дали би го... Јас јавно кажав дека доколку го сакаат може да го имаат, значи, во оригинал или пак копија заверена нотар. Благодарам.